да се чувствува, да се следат и да се слушаат афинитетите, можеби некаде скриени, можеби некогаш гласно кажани, но најважно од се, дајте прилика и можност и отворете пат за секој оној кој што сака да направи нешто поинакво. Уште една нова рубрика во Македонија наутро, наречена Музичко ехо. Рубриката ќе оди во петок и на колегата Михаил Одонев. Во наредните минути следува Музичко ехо, нова рубрика која што секој петок со почеток од 9:30 часот ќе можете да ја гледате на утринската програма на македонската телевизија. Ќе гледате музички времеплови, рецензии, актуелни вести, но и разговори со музичари. Легендарниот македонски состав Архангел објави нов сингл. По повеќе од 2 децении и пауза, бендот предводен од Ристо Вртев ја представи песната Дни оловни. Наскоро се очекува и видеозапис за номерата. Владко Стефановски промовираше 2 нови албуми, Guitar Songs и Muscle Memory, изданија на Croatia Records. Проектите се снимени во легендарното студио Abbey Road во Лондон, во соработка со Лондонскиот симфониски оркестар. Нокаут прославија 30 години постоење со концерт во салата Борис Трајковски во Скопје, каде заедно со публиката повторно ги изведува своите најголеми хитови. Членовите на музичкиот рок состав Меморија закажаа голем концерт за 23 октомври во спортскиот центар Јане Сандалски во Скопје. Дел од концертот ќе биде посветен на Тоше Попсимонов. Гости на истиот ќе бидат Бени Шекири, Игор Џамбазов, Ивица Стојановски фит од Студени нозе, Бонтон и Костадин Икономов од Бизбес. Покрај концертот, бендот најави нов албум, како и документарна телевизиска серија во соработка со Македонската радиотелевизија. Во ова издание го издвојуваме дебитантскиот албум Растенија без корен на нашата пејачка Дина Јашари. Во продолжение ја слушаме нашата рецензија. Кога бев средношколец, споминував низ период во кој одеднаш станав повлечен и затворен во себе. Не знаев што ми се случува, ниту како да го искажам тоа. Па се тоа што го чувствував остануваше длабоко во мене да биде заробено. Верувам дека многу ми наминуваат низ такви лични фази. Токму низ едно такво емотивно патување, барем според музиката што ја создаде, минувала и младата домашна пејачка Дина Јашари. По оригиналното признание Милан Младеновиќ, Јашари лани го објави својот дебитантски албум Растенија без корен. Искрено, интимно музичко остварување, составено од 9 композиции што зборуваат за созревање, стравови, сомнежи и лична трансформација. Она што најмногу го издвојува албумот е неговата емотивна искреност. Јашари не се крие зад сложени концепти, туку и се отвара на публиката директно и кревко, а токму тоа создава силен допир со слушателот. Вокалот природно се вклопува во нежната, но внимателно изградена музичка атмосфера, додека текстовите оставаат впечаток дека низ песните постепено го запознавате самиот автор. Насловната композиција, Растенија без корен, зборува за погледот кон животот од поинаква перспектива и потребата човекот да не се плаши да сонува и да се пронајде себе си. Морето ме тера да мислам носи чувство на преиспитување и промена, додека Дожд, песната која веројатно ја носи најголемата длабочина на албумот, зборува за прифаќањето на болката и надминувањето на стравовите. Во градот, Јашари пее за чувство на талкање и отуѓеност, а албумот завршува со баладата Кревка, во која учествуваат и Дуке Бојаджиев, Лука Тошев и Бранислав Николов, со работка што на албумот му дава дополнителна тежина, но и емоција. Растенија без корен не е само деби албум, туку јасен показател дека Дина Јашари веќе прераснува во една од најавтентичните млади авторки на домашната сцена. Ако овој албум е приказна за созревање, тогаш следниот би можел да биде нејзиниот целосен авторски пробив. За крај разговараме со Мија Переска, млада музичарка која подготвува нов албум, но и негова концертна промоција. Која е главната идеја која се крие зад албумот, која е емоцијата што го носи и што е она што ќе го разликува од твојата досегашна работа? Овој албум е еден збир на се она до сега кое што го создавав последниве неколку години. Една збирка која што ќе остане позади мене за секогаш. Низ целиот албум се крие неизмерна искреност и емоција која што верувам дека ќе допре до сите. Решив албумот да не го именувам, да биде бројка 1, па се знае дека е моето првенче. Се состои од 10 песни, кои што ќе ви раскажат, се надевам, прекрасна приказна за вас, исто како што е и за мене. Песната која што се наоѓа прва на албумот е инструментална, завршува со вокално дело и тоа е на некој начин како една приказна која што се движи низ целиот албум. На некој начин
на најава за се што ќе следи понатака од мене, дека животот станува погласен и прекрасен за мене. И така и го движев овој албум. Дали тоа значи дека станува за еден концептуален албум кој има приказна од почеток до крај и како изгледаше целиот процес на создавање? Кажа дека уште многу поодобно работиш на него, како изгледаше сето тоа? Да, го работам веќе скоро 10 години. Изгледаше како целосна изолација, значи комплетно изолирано го создавав албумот, бидејќи е за мене многу суров и искрен. Дефинитивно е концептуална приказна. Значи, и раскажува цела приказна, тотална искреност на емоции, измешани, тага, среќа, се она што сите луѓе го искусуваме во текот на животот. Верувам дека многу луѓе ќе се пронедат во него, бидејќи јас го пишував во период кога јас се развивав најмногу и ето е така еден збир на цело моје тинејџерство до станување возрасен и више почнуваш да се соочуваш со светот. Албумот е дефинитивно таа приказна за мене. Веќе имаш свој белег, свој стил, секако допрва и понатаму ќе се гради, меѓутоа дали во овој албум може да се очекува еволуција на твојот препознатлив звук досега? Што може публиката во тој дел да очекува? Дефинитивно се чувствува еволуција, бидејќи јас сама ја пишувам сопствената музика, сама ја свирам, сама ја изведувам, излегуваат и нови технички нешта кои што не се достапни. Дефинитивно е една голема еволуција на се до сега. И баш на мојот тесен круг пријатели кои што им го пуштив да го преслушаат албумот, комплетно беа изненадени, нема поема дека такво нешто ќе се случи од мене и се надевам дека истата реакција ќе имаат повеќе луѓе. Така, кон почетокот на следниот месец албумот ќе доживее концертна промоција. Што точно ќе се случува таа вечер, кои се ќе бидат гости? По најавата вели дека тоа нема да биде само концерт, туку вистинско искуство. За што се работи? Така, ве поканувам сите на 6 јуни во Public Room. Картите се достапни на Tix.mk, но може да си ги набавите билетите и на врата. Се работи за концертна промоција на албумот за кој што дискутираме, но секако од секогаш знаев дека нема да биде само концерт каде што јас и мојот 7-член бенд ќе го изведеме нештото. Ќе биде една многу прекрасна приказна, создадена од уметност, значи на лице место ќе има и изложба која што ќе се состои од сите илустрации до сега кои што се протегаат низ моите песни на албумот. Значи Петар Тренчевски кој го креираше каверот на албумот, ќе има своја изложба. Додека се движите во концертниот дел, ќе мора да поминете низ изложбата на делата што се протегаат низ мојата музика. Значи целата приказна за мојата музика од секогаш била аудиовизуелна и ова е така како една кружна форма, така е затварана. Во делот на изложбата ќе има и тетовирање на лице место. Исто така ќе бидат достапни дизајни од самиот албум, ќе може да се истетовирате нешто на лице место што и да посакате. Потоа се движите во концертниот дел, каде што ве очекуваме ние, но пред нас секако дека ќе се случи едно мало загревање. Значи настанот ќе го отвори Disco Ninja, она е една од најмладите перспективни диџејки на сцената во Скопје. Верувам дека ќе ве забавува пред нашиот концерт. Потоа следи Аудио Цигла, кој исто така многу добар артист, кој што ќе се покаже со неговите песни од албумот кој што тек допрва го спрема. И нешто претпоставам до сега што е излезено. Потоа ќе почнеме ние. На нашиот концерт се гости Фанк Шуи, Ади и Мери и Бера Нокаут, мојот татко, кој што секако е неизбежен дел од мојот албум. И исклучиво се радувам за се што ќе се случи таа вечер, значи ќе биде комплетно искуство, нема да биде концерт, аудиовизуелно искуство, тоа што е мојата музика. Како што стои во најавата. Апсолутно. Ја ти благодарам на овој разговор и посакувам многу среќа. Благодарам и јас, се гледаме. Со Мија Перевска, млада музичарка, зборувавме за нејзиниот предстоен албум, меѓутоа и за концертната промоција која што ќе се случи во Public Room на 6 јуни. Ова беше се од првото издание на Музичко ехо. Ви благодарам што бевте со нас, се гледаме следниот петок.